предавате што точно? Јас предавам текстилни влакна, боење на текстил, доработка на текстил. Така. На текстилно... Институтот е текстилно инженерство, меѓутоа насоката се вика дизајн и инженеринг на облик. Порано беше текстилно инженерство пред многу години, па после го сменивме. Затоа што и пазарот го бараше тоа. Така. После беше конфекцијско инженерство и на крајот е дизајн и инженеринг на облик. Во кое што има и производство на облека, меѓутоа има и дизајн. Нина повеќе знае за тоа, модни креации. Да, Нина заврши на таа насока. Јас сум завршил на текстилно инженерство. И тоа беше онака по инженерска, за базична текстилна индустрија која што имав на тоа време. Што се оди во производство на едно парче облека за кој што не ни размислувам? Што да имаме купиме супер дистојни, ама има многу работи се доаѓаат предходно. Има многу. Така. Но ни треба да влакнат. Така. Ни требаат или природни или хемиски, меѓутоа најчесто подобро за нас е да бидат природни. Иако ние најмногу носиме памучни производи. Има и волна, меѓутоа во Македонија најмногу се носи памук или комбинација памук со некоја синтетика. И од влакна после се прават преги, се прават тканини или плетенини и од нив се произведува облека, во зависност од тоа како е дизајнирана и на крајот имаме облеката. Сега во меѓувреме има боење, доработка, затоа што зависи каква сакаме облека. Ова е предпоставувам технолошкиот дел од факултетот. Не, ова е технолошкиот дел само од една насока. Така. Меѓутоа ние имаме многу повеќе насоки. Ние имаме 6 институти. Технолошко-металуршкиот факултет е еден, јас би го нарекол, мал технички универзитет на запад. Дури сите овие како се посебни факултети. Ние имаме текстилно инженерство, имаме прехрамбена технологија и биотехнологија, на што се изучуваат сите технологии за добивање на храна, и тоа не само храна, туку и бијалоци, пиво, вино, сирење, леп, така натаму. Имаме насока која што е за пластични материјали. Имаме насока хемиско инженерство, или порано беше петрохемија, сите овие рафинерии кои што работат, инженери кои се при нас. Што имаме друго, металургија и неорганско инженерство. Води, плочки, се што гледаат околу нас во технолошкиот процес го водат технолозите. И малку сме обесправени во време на транзицијата имаше еден збор технолошки вишок. И знаете како сите вика остана, ние имаме малку проблем со тоа. Сите вика на технолошки не е тоа. Вишок е остана. Иако најголемите компании во Македонија се водени, сега не знам во овој период, меѓутоа се водени од луѓе кои што завршиле на технолошко-металуршкиот факултет. Значи генералните менаџери на Пивара, на Европа, на Макстил, на Фели, на Витаминка, сите се завршени кај нас на технолошко-металургија. Не се економисти. Значи тоа се инженери кои што имале сенс за бизнис. И тие се подобри отколку само економистите. Затоа што економистот го гледа од аспект на профит, влез излез као на пари, ние го гледаме од друга страна. Да, како воли профит и сам инженерот веќе може да го осмисли. Подобар продавач е технологот отколку економистот. Сигурно. Јас имам колеги кои што работат сега во продажба и се на менаџерски позиции затоа што они го знаат продуктот. Имам колеги кои што работи за сега веќе порано беше словенска компанија, сега светска компанија и они продаваат бои, ароми и такви работи, ама тие влегуваат во производство и им ја дотеруваат рецептурата. Другите не можат да го направат. Технологот треба да знае тоа, да го пушти производот. И после нормално технолозите внатре во компанијата го теа процес. Се разбира, тука треба да има и други инженери од други гранки за да има. Зборуваме од аспект на фабрика. Кога зборуваме од аспект на фабрика, го гледаме од инженерскиот аспект. Така.
Мила, ти размислуваш ли кога се запишуваш? Нина, извини. Јас, па искрено, мајка ми ме посоветува да се запишам на технолошки факултет, на технолошко-металуршки. Мојата првична идеја не беше воопшто во таа насока, иако јас многу сакав да цртам и да дизајнирам. И кога дознав дека има таков смер дизајн инженеринг на облека, решив да се запишам на технолошки факултет, а особено ме привлече тоа што имаме стипендии за студентите уште од прва година и имаме и можност има стипендии и од Министерството за образование и од фабрики. И јас на почетокот добив стипендија од Окитекс, тоа е една текстилна фабрика кај нас. Меѓутоа, како се запознавав со останатите предмети, повеќе ме привлече тој инженерски хемиски дел, да речем, предметите што ги преподава професорот Игор, и потоа продолжив во таа насока, малку го запоставив дизајнерскиот дел. Меѓутоа, нашите студенти можам да речем дека повеќе натаму се ориентираат, повеќе се на дизајнот отколку работа во фабрика. Сите знаеме во Македонија како функционираат фабриките, како се условите. И да се надоврзам за тоа што се влегува во производство, што ние не знаеме што се случува, јас не знаев прво дека има толков профит. И не знаев за тоа што колку и вода е потребно, мислам, аспектот на еколошкото влијание не го знаев дека многу загадува текстилната индустрија. Тоа исто така еден тоа што ние треба да го решиме исто како инженери, не е само да направиме производство, туку и да решиме што понатака и како ќе заштитиме околината. Лично, да. Нина, јас имам да кажам, Нина работеше магистратура прочистување на текстилни, на отпадни води од текстилната индустрија со користење на биосорбенти. И тоа е применувајќи го принципот на циркуларната или на кружната економија. И тоа е сега во моментот во Европа па и во светот клучен збор. И она направи една убава магистратура и објавивме трудови во светски списанија во која што успеавме да ја прочистиме отпадната вода од текстилната индустрија со лушпиот орис. Меѓутоа тие ги модифициравме на еден начин, применувајќи кружната економија, односно циркуларната економија, без користење на хемикали и на енергија. Процес во кој што се кружи и на крајот добивате отпадна вода која што е задоволителна за да може да се пушти надвор во околината. Плюс добивме лушпи кои што сега ги користиме во еден друг проект, ги користиме во картон плочки, ги ставам за да намалиме нивната маса. Така да како група сме ориентирани да работиме на, како го викаат, на запад е sustainable или одржливи, меѓутоа сега се појавува и циркуларна или кружна, тоа се испреплетени. На почетокот пред многу години беше еколошки, грин и сето тоа оди малку се надградува, меѓутоа тоа го правиме веќе доста време. И се што правиме гледаме да биде во таа насока. Одлично. Многу интересно. Тоа е добро, бидејќи технолошко-металуршкиот, би рекол информатичкиот факултет и некои други факултети уживаат добра покриеност од страна на индустрија. Значи, преку правењето на подкастите разбрав дека е многу важно да се има тој тесен контакт помеѓу индустријата и високото образование. Особено помеѓу оние факултети индустријата за кои се наменети тие кадри во иднина. Како што рече, фирмите и фабриките нудат стипендии. Потоа студентите сигурно имаат и сигурна пракса понатаму за време на студирањето во истите тие фабрики. Тој однос е многу важен и тоа мислам дека е многу позитивна страна за технолошко-металуршкиот факултет. Тој однос е многу важен и од други аспекти, затоа што во моментот има многу малку инженери во нашата класа. Зборуваме инженери кои што се слободни на пазар, се евработени. Треба да се поттикнат студентите да доаѓаат на овие, не мора да доаѓаат само на технолошко-металуршкиот, значи на сите инженерски факултети. Затоа што индустријата има многу голема потреба. Дојдоа странските компании и го собраа целиот инженерски кадар. И потоа, ние сега немаме, да речеме, се уште бараат и Johnson Wade, и Johnson Control, Окта стипендираат сите овие компании. Меѓутоа треба да имаме и добар
добар влезен материјал, јас го кажам, значи студенти кои што нели се добри за да може да добијат и стипендија, не е само ние да имаме стипендија да ја дадеме на секој, таа стипендија треба да биде оправдана затоа што од индустрија утре ќе ни бараат човек кој што ќе биде изграден, кој што ќе може да влезе. На пракса одат секоја година студенти. И не само во индустријата, одат и надвор преку Еразмус, меѓутоа генерално одат во индустријските капацитети. И тоа е добро. Таму прв пат они се запознаваат што е вистинска индустрија, односно какви се условите. Некој ќе се обесхрабри, некој ќе се мотивира, Зависи, секој треба да се најде, затоа што ние кога почнуваме да студираме, почнуваме со една мисла, меѓутоа мислам дека никош не останува до крај. Во четврта година веќе имаме нешто друго. Па и теј Мила е пример на него. Нина. Ми се залеби тоа. Нина. Да. Што мислиш дека ја направи таа промена, како што рече професорот, ни требаат повеќе студенти на инженерски факултети, што те привлече кон инженерскиот дел, кон хемискиот дел? Јас би рекла односот на професорите е многу важен. Јас можам искрено да кажам, и сум многу пати сум кажала на професорот дека неговиот однос према нас, начинот на кој што ги предаваше предметите и материјалот, мене ме привлече да се фокусирам повеќе кон тоа. Мислам, јас од секогаш не сакала хемијата и тоа ми одело многу добро, меѓутоа така се реши. Не дека професорката која што предава дизајн не е добра, да не ме сметите погрешно, меѓутоа така афинитетот ми се смени и решив да продолжам таа назад. Ама дефинитивно односот на професорите е многу важен. Да. И не само односот, и треба да им понудите на студентите, треба да има нешто што работите за да им кажете ние го работиме ова, дали би сакале да се приклучите во таа работна група. Не значи дека они ќе се најдат. Оти студентите треба и да дојдат и да пробаат. Дали некој знае, некој не знае што работам јас, да речем, затоа што тоа се различни делови од текстилната технологија. Меѓутоа кога ќе дојде некој и кога ќе почне со работа, затоа што ние работиме така поинтензивно во лабораторија. Сигурно 8 часа дневно работиме и тоа убаво. Мислам и праксата во фабриката која што имав ме, како да кажам, ми даде нека одбивност према тој дел, бидејќи Спрема кој дел поточно? Спрема инженерскиот дел како технолог во фабрика. Многу е доста напорно. Мислам, како кажа професорот, ние работиме 8 часа, меѓутоа тоа е сосема друга средина и мислам дека имаат огромен пат за да се подобрат и да дадат некои бесик, онака услови човечки за работа. Не е така во сите индустрии, јас зборувам за моето искуство, можеби јас сум премногу да не чувствителна, меѓутоа и јас имам колешки кои што се работија во фабрика и кои што функционираат супер. Затоа треба да се проба, затоа постојат и праксите, за да видиш дали е тоа она што си го замислувал или дали ќе сакаш да продолжиш. Дефинитивно. Еви твојот пример покажува не е крај на светот ако си запишал или си тргнал по еден пат. Секогаш има простор за менување, за пренасочување. Треба секој да се најде. Тоа е најдобро, ако се најде и ако тоа што го работи, го сака да го работи. Инаку ако не сака да го работи, тогаш седжа, нели, тоа ќе биде на сила работа. И не значи и дека ќе останеме ние во оваа работа, ние многу сме се менувале. Од пред јас веќе 20 и повеќе години на факултетот како помлад асистент до сите скалила, едно сме работеле, сега работиме друго. Ги следиме трендовите кои што се во моментот. Во моментот главно е како да се реши отпадот и тој отпад да биде суровина за друг производ. Тоа е главно во светот. Без користење многу на енергија и на ресурси. Немаме во светот, планетата Земја нема веќе неограничени ресурси. Тоа е, затоа и кога дојдовме ние ги гледавме лези вебовите. Ние кај нас имаме еден дел кој што се занимава со, односно имавме еден проект, сега обучувавме студенти, имаше еден проект Green Lazy Bags, производство од текстилен отпад и проектот беше да се добијат лези бегови од различни отпади. Зборуваме од текстилен мешавина со хемиски отпад, односно со влакна, со топчиња и така натаму. И пред некој ден имавме
ино кафе на кој студентите ги презентира лези беговите, па имаше анкета, присутните одредуваа кој им е најдобар според облик, според удобност, според боја и така. Значи има веќе примероци. Не, ние ги произведуваме, ние имаме машини за мелење на текстил, имаме машини за шиење, На имаме мини. факултетот. Да. Ние на кај нас Моите за тоа, ние имаме на технолошко-металуршкиот факултет има многу, би рекол, индустријски или полуиндустријски линии за производство. Особено на текстилно инженерство, ние во подрумот имаме цела линија за шиење, зборуваме некои 15 машини, тоа се индустријски машини во кои што студентите шијат, го произведуваат производот. Кај една професорка го дизајнираат, кај друга го кројат, односно прават конструкција, кај третиот професор тие го шијат. И они на крајот добиваат производ и на крајот во јуни месец секој јуни ние правиме модна ревија во нашите студии. Која што е позната веќе. Професорката Лидија Георгиева е моден креатор кој што е вработена кај нас. Каде може тоа да се погледне, како рековте? Таа Да. модна ревија? На 19 јуни или 20 секоја година или во холот на факултетот или надвор ние правиме модна ревија. И вообичаено сите студенти од четврта, па може и од подолните, а имам некаде над 20-30 модели сигурно. А инаку како готови, оно што веќе сме го сработиле, може да се погледне на страницата Моден дизајн на Facebook. Таму се објавени Так. слики и видеа. И ние имаме цели, тоа е едниот дел што го имаме. Во оваа мини лабораторија или мини погон кој што го имаме за добивање на LazyBake исто функционира. Во FabLab сега почнуваме еден проект за да рециклираме пластика и да добиеме 3D филамент од рециклирана пластика. Една цела линија за тоа. Од кој што понатаму ќе може да се прават производи од рециклирана пластика. Не е само да ја собереме. 3D филамент е оној репроматеријал што го користат 3D Да, принтерите, да, за да. тоа зборувам. Тој е доста скап. Да. И затоа ние решивме ајде да видиме дали можеме да рециклираме. Земаме шишиња полиетилен терефталат, ги мелиме, ги топиме, добиваме филаменти, од него потоа правиме 3D производи. Сето тоа е во насока на решавање на отпадот. Оти не е само да се собере. Во Македонија најчесто ние го собираме отпадот, Па дури тука. па го собираме, имаме, меѓутоа ништо не правиме понатаму. Да. Оти на запад отпадот дури веќе се откупува затоа што тоа е ефтина суровина. И тоа треба да го правиме. Не само отпад од текстил, од пластика, има отпад од храна многу. Во еден друг проект кој што работат Нина и Јована, имаме еден НАТО проект за добивање на униформа за војниците на НАТО, која што е мултифункционална. Треба да штити од оган, од UV зраци, од бактерии, односно од микроорганизми и да најчеленџинг е да детектира нервни гасови. Ние користиме исклучително хемикали од обновливи извори. Тие што се фрлаат, да речеме, од дрвна индустрија, односно од индустрија за хартија, од рибна индустрија, хитозанот и другите компоненти ги користиме, ги ставаме на текстил и добиваме мултифункционален текстил. Како лабораторија го правиме тоа. Так. Многу интересно. Прилично е широк. Вие зборувате сега само за еден институт. Ние зборуваме за ние што правиме, дури и во тој институт има друга група која што се занимава со модна ревија, има друга група која што се занимава со шиења, со нови методи, односно со нови автоматски методи за шиење и така натаму. Трета група која што се занимава со механички текстил. Внатре сме исто прилично хетерогени, а да не зборуваме надвор. Зборуваме надвор од институтот или надвор од оваа насока. Затоа велам дека ние сме доста широки според тоа што покриваме. Така. Дали мислите дека има некоја насока на ТМФ која е, да речеме, прилично баран или особено има недостаток за неа на пазарот на трудот, а средношколците немаат интерес на неа? Има мала запишаност. Сите насоки се бараат. Сите насоки се бараат. Сите насоки се бараат. Јас би рекла металургија дека е најзапоставена. Знам дека многу се бара во индустријата, а нема можење. И полимерно И инженерство. полимерно.
Еве пред некој ден беше директорот на една компанија од Струга која што прават бродови електрични и работат туз за Вархол, мислам. И он бараше студенти, и бараше да стипендира од кај него. Значи, тоа е компанија која што работи извоз, која што е сериозна компанија, му требаат инженери. Сите бараат работна рака веќе. Зошто мислите дека на младите не сакаат да запишуваат инженерски насоки? Се знаат парите. Парите и можностите. Знаеме нашата држава дека не инвестира во ништо, па помоци во образованието. И секако работата која што Пари мислиш како плата? Пари мислам како плата, да. Тоа е главниот мотив. Тоа е секаде главниот мотив, и дефинитивно можностите, значи можности за обука, за курсеви, бесплатни. Ние немаме такви можности. Знаеме дека Министерството така како што е, не инвестира многу во студентите. И мислам дека тоа ги обесрабрува младите. Знаеме, пошто ние имаме подстандарди на нашиот факултет Финки, секоја година има се повеќе луѓе на Финки, а се помалку на останатите факултети. И не е само тоа, и после е многу битен односот кој ќе завршат. Како ги третираат? А не како ги третираат. Добро, тоа третирање е малку тежок збор. Каков е односот во самата индустрија, односно во зависност од тоа во која компанија, каде ќе отиде, тоа е многу битно. Прво, точно е тоа дека треба да имаат поголеми плати инженерите. Меѓутоа треба да имаат и подобри услови за работа, односно обуки и слично, значи мора инженерот да се почувствува дека е сигурен. Инаку ќе замине. И ако ќе замине, таму нема да работи како инженер. Меѓутоа, можеби ќе му биде сигурно подобро, можеби со пари не знам како, ќе биде сигурно поплатен. Меѓутоа, не мора да значи веќе и кај нас се зголемуваат платите на инженерите. Сега не зборуваме во секторот текстил кај што има најмали плати, меѓутоа кај другите тоа е во зависност од која гранка. Меѓутоа дојде време кога мора да бидат добро платени инженерите. Затоа што они го водат процесот. Они ги прават парите. Буквално, да. Тоа е... И без добар инженер нема добро производство. Нема квалитетни производи. Заради тоа, најверојатно, и плюс имаме сега можности, отворена ни е државата. Тоа е дел од... Не е проблем, туку тоа е нормално. Пред 10 години, 15, се беше затворено, ние не можевме да излеземе на еден викенд да отидеме. Виза, едно, друго, сето. Сега е многу лесно. Буквално станавме на глобално село. Ви текнува, утре заминувате. Така, букинг, не знам, гуглате карта, ја добивате веднаш. Инаку, кога ние требаше да одиме прво агенција, карта, хард копи, па не знам ова, па виза 3 дена и на крајот се обесхрабрувате и не одите никаде. Да, тоа си еден куп дополнителни трошоци. На вистина е така, тоа многу помага. Ама што е поинтересното да си студент на ТМ? Што е специфично? За тебе? Специфично? Па, јас би рекла дека факултетот, бидејќи има малку студенти и професорите, многу внимаваат на студентите, внимаваат на така ќе кажам, на односот. Така. Не би рекла дека сме разгалени, ама има не можам да кажам за другите факултети како тоа функционира, меѓутоа како нас не знам како едно семејство, како едно семејство, да, затоа што сме малку, да. Во група се да речеме 10 до 12. Тесна е контактот, да. А не, ние се знаеме сите. Да. Знаеме веднаш кој не е тука, зашо не е тука. Така. Дружбата е поинаква кога си на факултет, кога си на во смер, да речем, со 10 души или кога си на медицина кај што се 500 или нешто така. Да. Наистина. Професорот може и да не те забам, да, вака и се грижат професорите нешто, ако не оди што е проблемот, каде можеме да помогнеме. Така. Да. Да. Тоа е точно. Што е добар студент за вас? Да замислиме факултетот како една игрица, како да дојде некој да го победи.
не треба да го победи факултетот, туку треба да земе од факултетот, според мене. Така. Да го земе тоа што најмногу ќе му треба. За мене добар студент треба да биде, прво треба да биде посветен и да биде што поприсутен на факултетот. И нормално вреден да учи, да се нормални работи. Меѓутоа, нашиот факултет не е од оние факултети каде што може да завршите без да доаѓате. Така. Не е таков. Ние сме тука цело време, мора предавање, вежби, затоа што вежбите се оно реално што го има во индустрија. Не е нешто на хартија, што правим ние да речеме ни на асистент, она бои реално текстил. И они бојат по 4-5 сата, бојат на крај добиваат обоен производ. Знаат како да бојат текстилен материјал, знаат како да го испечатат, како да го доработат, слично. Долу кај нас знаат како да го сошијат, што ви кажав. Студентот треба да биде тука, треба да сака. Тоа е за мене добар. Сега некој има поголема дарба или помалку, некој учи повеќе или помалку, меѓутоа не сме ние сите родени сите еднакви, а и не треба секој да знае нешто, односно не треба сите да знаат исто. Тоа е нормално. Некој има афинитет спрема едно, некој спрема друго, па после ќе се пронајде, ќе отиде на друга дејност. Тоа е битно е да сака да го собере, тоа што ви кажав, од факултетот, тоа што најмногу му треба, најдобро. Затоа кога ќе излезе надвор да може да се знае. Нема да знае, ние кога завршуваме, никој кога завршува не знае веднаш да прави или да работи. Меѓутоа има информации, кај да го најдеш, која литература, како да консултира, знае што од прилика се случува и после почнува да учи. Факултетот е спремање за понатаму. Ние кај нас доста време беше онаа флоскула за како беше работи 4, да не работи с 40 имаше така. Или учи 4 да не работи с 40. Не. На запад пошто јас сум бил на еден постдокторат во Белгија, на друг во Америка, во Тексас. Добро, тоа се различни системи, повеќе го преферирам американскиот. Таму они кога ќе завршат, тогаш почнува нивната работа. Тогаш почнуваат да учат. И не завршуваат, они ќе завршат, да речеме, до дипломски или 4 години, потоа одат на мастер или на докторат, каде што интензивно работат и се спремаат после за да влезат во индустрија. Ама таму дополнително цело време учат и работат. За да може да напредуваат. Добро, таму движечка сила се парите. Да знаем. Значи, таму они сакаат да добијат подобра плата, да имаат подобар живот. И тоа е нормално. И тука е веќе така. Па и ние сакаме брати. Ама така е, тоа што го кажа Нина. Сакаат младите поголеми плати. Сега за тие поголеми плати треба да има и работа. И тоа треба да го знаат младите. Има и друга работа, ви сакаат, ама ако може помалку да се работи. Некако не се сопаѓа. Нели? Не се може. сопаѓа. Не се сопаѓа. Мора да има или знаење, не мора човек да работи многу, ама треба да има многу знаење. Да. Ако го бараш тоа, сигурно треба да бидеш спремен да донесеш некаква вредност, да бидеш ти тој што ја прави промена во една компанија, во една група. И таа разлика ја прави знаењето. Таа разлика ја прави инвестицијата во сам себе, во собствениот интелектуален капитал. Ние треба да креираме лидери. Кај нас ние не креираме многу лидери. Да водат. Тоа е, мислам, една од работите кои што треба да се смени кај нас. Сега лидер треба и малце да се роди, да има, нели? Меѓутоа треба да се поттигне. На запад они ги спремаат да бидат, да водат. Група, погон, не знам што. Кај нас не. Најдобро ни е некој друг да не води, а ние само да извршуваме. Тоа. А лидерите се тие кои што ги прават промените и кои што со промените прават и поголеми приходи. И поголем бенефит за сите други. Да. Тоа е таа вредност. Тоа е таа вредност кога ќе изодиш неизодена патека. Може би, да. Кога ќе осветлиш некој дел што не го осветли. Навистина. Со дипломата од ТМ,
Рековте дека сме отворени, нашето општество е отворено, многу поврзано. Имаат ли проблем странските компании, не зборам за странски инвестиции кај нас, што се странски компании кај нас што функционираат, него туку е странство, дали имаат проблем да ја препознаат дипломата, дали им треба некоја дополнителна нострификација, може би? Нема, не. За магистерски. Нашиот факултет е доста вреднован, Така. за тоа што не случува. Те не вреднуван и нема никаков проблем, освен она законска, како они да ја признаат. Меѓутоа, сето тоа што е учено тука го признаваат таму. Затоа што од аспект на текстил, производство на облека во Македонија и во Европа и во Америка е исто. Секаде е исто. Ако вие научите тоа да го правите, не е проблем. Дури на Запад многу и не вие бараат дипломата. Ме прашуваат што знаете да работите. Океј, вие сте завршиле и вие велите дека јас велам, јас сум текстилен инженер, добро? Имам диплома, супер. И почнуваме од утре да работим. Тука се гледа. Тука се гледа. Никош мене не би било пречка кога ќе одам некаде на запад, дека сум бил, дури образованието ни е добро. Ако ни е паднато, се уште ни е добро. Тоа што е останато од стариот систем, затоа што беше многу квалитетно. Никаде ја не сум имал пречка дека нешто не знам или не ми е јасно. Зборуваме од теоретски. Може би не сум видел нешто многу, може би некоја технологија, некој инструмент, ние го немаме. Меѓутоа, од аспект на знаење, никогаш не сме биле назад. Затоа што кога отидов во Америка, веднаш се вклопив во групата. Тоа е некоја нова технологија која што оние работеа, јас ја научив, ја пренесов сега, тука ја работиме, така да, од тој аспект немаме проблем. Дури сега имаме и поголеми можности други. Во последните години доста не државата, туку одредени други фондови, ако знаеме да ги искористиме, финансираат за опрема за нови технологии. Ние сега, како институт, добивме проект од 350 или 370 000 евра за опрема и како институт ќе го правиме центар за текстилна извонредност. Тоа значи дека ќе имаме индустријски машини за кроење, за шиење, кои што ќе бидат автоматизирани, за плетење, за дигитално печатење, принтање, значи сите најнови автомати и роботи ќе ги имаме за да можеме да ги преквалификуваме работниците во текстилната индустрија. Да ги преквалификуват. Да ги преквалификуваме, да речеме, некој млад сака да работи, меѓутоа не знае, доаѓа од гимназија. Му треба обука. Мислите, јас мислам преквалификација. Преголема. Не. Може би лошо се изразив. Не. Значи, или да ги дообучиме тие кои што се вработени. Затоа што во индустрија речеме купуваат робот за шиење. Или автомат за шиење, нема роботи. Се уште меѓутоа има автомати. Автоматот за шиење не знае да го работи работникот, а во компанијата немаат време да се занимаваат со обука. Ние сме центар кој што го имаме тој, доаѓа кај нас, го обучуваме за 2-3 месеци и го враќаме назад. Тоа е финансирано од, мислам дека од Германија, на цел Западен Балкан и ние како факултет успеавме да го добиеме и машински добија лани и оваа година. Така да тоа е една друга можност која што ние и сега и технолошки одиме напред. Веќе го следиме светот. И тоа е многу добра можност. Ќе има софтвери за 2D и 3 моделирање. Младите ќе можат да научат овде и после да работат. Ние имаме наши колеги кои што работат од дома за светот, прават 3D модели, дизајнираат 3D модели. И почнуваат собствен бизнис, без голема инвестиција. Исто како IT, че прават одредена услуга за светот. Со инженерска примеса. Да знаат они како тоа се конструира, како изгледа, меѓутоа ние го имаме едното и другото и третото. И тоа е добро. Јас ги секогаш ги охрабрувам и им велам кога ќе завршат, на крајот зошто не си отворите ваше ателје? Нели? Да. Оти сите овие кои што даваат услуга така, сега да не ги спомнуваме големи или модни имиња.
Они можеби ќе го дизајнираат тоа што јас го знам. Меѓутоа од аспект на шиење не знам колку ќе го направат, или од аспект на конструкција, или од аспект на материјали. Имаше пред многу години една дизајнерка, измеша материјали кои што не беа компатибилни, на коленото стави нешто кое што не беше еластично и пукаше. Значи треба и да знаете вие тоа да знаете што да искомбинирате, за која пригода е, какви својства треба да имаат ткаенините, ние тоа го учиме. Тоа е нашата предност. Не само што знаат да дизајнираат и да прават облека, туку знаат и кои материјали за која пригода. Ако правите свеченат, не може да ставите не знам каква ткаенина или обратно. Да, тоа е многу интересно што го кажувате и тоа е нешто што се повторува постојано во сите подкасти кога ги прашувам или професорите што е добар студент, сите велат да е отворен, да е комуникативен, едноставно да има повратна енергија. Кога професорот дава нешто, да почувствува дека нешто му се враќа, дека наистина некому нешто предал. Можам да додадам, бидејќи сум асистент и држам вежби, дека добар студент е студент што внимава, што го почитува и времето и на професорот и на асистентите, што го впива знаењето секако, меѓутоа што сака да направи нешто. Ние вежбите не ги правиме за нас, јас не ги изработувам за мене, тоа сум го поминала. Меѓутоа студентите, некои студенти внимаваат, некои студенти не ги интересира и не внимаваат. Меѓутоа на факултет, колку и нешто да не те интересира, сепак мора да внимаваш. Се што правиш мора да внимаваш, не мора да го знаеш 100%, меѓутоа мора да го научиш. Така да за мене е добар студент е студент кој што внимава и посветува внимание на себе, на сите предмети. Значи, доколку студентите имаат некоја своја идеја, на ТМФ можат да пробаат и да ја остварат. Како што рековте, имате голема вина. Па и они ги остваруваат идеите од аспект на дизајн, они ги остваруваат на крајот во 4-та година кога ги прават моделите. Така. Тие се нивни. Така. Професорката само ги води во процесот, меѓутоа, или да речеме ако модната ревија е тематска, меѓутоа сето тоа е нивни дизајн, нивна креација. Они после го прават, они го кројат, они го шијат. Дури и во другиот дел они можат да дојдат и да дадат идеја, сакам да работам. Сега имаме една магистрантка која што сакала да работи нешто што ја интересира, на 3D печатењето, добро. И сега ние гледаме докаде што е тоа возможно, што не е возможно, па полека нели и даваме насоки. Затоа што не се што ќе го замислиме е возможно. И на нас не се случува. Ние имаме многу идеи. Да, не е до недостаток на инструменти, туку просто не беше невозможна самата идеја. Ама убаво е да имаме невозможни идеи. Се додека некој не направи возможно. Убаво е да имаме невозможно. Така. Јас така, убаво е да се занесуваме с тоа сака. Да. Ние мора да како велам јас, да летаме со паметот. Ова ќе го направам. Иако можеби тоа е во моментот невозможно. Меѓутоа многу работи кои што пред 10 години беа невозможни, сега се возможни. Да. И најверојатно тоа што некој сега го замислува, после 10 години ќе биде возможно. И ние ностоп знае и Нина јас нешто ќе дојдеме, ќе правиме. И они се малку моментот. Ќе пробаме. Не, пак ли сега нешто ново ќе правиме, ќе експерименти. Мораме да пробуваме. Знаеме многу пати не успева. Меѓутоа ние знаеме дека тоа не успело и тоа не функционира. Тоа е многу добар резултат за мене. Да. Кога немаме резултат е многу добар. Затоа што тогаш таа гранка вие ја сечете и одите на друго место. Знаеме што не функционира. Тоа е многу битно во инженерството. Јас Каде е границата? Јас тоа го сметав како неуспех, ама професорот тоа пошто јас некогаш се прашав што ако нешто не успее. Да. Тоа е окей, не успела, си пробала, не успеа, да оди. Имаш плюс информации, учиш, одиш напред. Да, Нина многу сакаше. Ама како нема да успее? Сакаше се да успее. Јас викам, не може се да успее. Да. Затоа што Тоа е убавината. ако ние правиме нешто што знаеме, тогаш ние не сме научници. Кај нас високото образование треба да креира знаење.
Кај нас не креираме ние многу знаење. Основното и средното пренесуваат знаење кое што некој некаде го создал, а високото образование треба да пренесува, ама и да креира собствено знаење. Ние тоа многу малку го правиме. Тука е нашиот проблем. Во светот креираат знаење скандинавските земји, Америка, Канада, Јапонија и Германија. И Кина. Кина малку со крадење на технологија. Меѓутоа, зборуваме од тие што се најразвиени, тие се тие кои што креираат знаење. Тоа треба да го направи нашата држава. Да креираме знаење и да продаваме знаење. Одамна го заговарам тоа дека ние треба да имаме и Израел, Израел продава знаење, многу технологии. Ако погледнете многу од технологиите кои што денес ги користиме се добиени од некои стартапи кои што се во Израел. Почнаме таму. Се разбери сите овие други. Меѓутоа, за тоа да се случи ние мора да имаме. Јас не сум поборник дека треба да имаме само поддршка од државата. Сите кукаат државата. Државата треба да даде соодветни средства за истражување и наука. Тоа е мојот. Ама да даде целно средство на одредени истражувачки групи кои што имаат потенцијал, не на секој. Во нашата држава никој даваат пари, даваат на секој подеднакво. Речеме, нашиот тим работи едно, му требаат средства, друг тим, трет, четврт, на секој факултет се знаат тие кои што работат. Не зборуваме само за техничките, и општествените, и природните, и секаде има други кои што работат наука и кои што се познати во светот. И тоа треба да се врати назад, ние го имавме тоа пред 10-12 години, го имав јас како млад асистент, имавме 2-3 проекта, еден државен, еден апликативен со индустрија, нешто странско и секогаш имавме средства договор. Сега многу малку има средства од државата. Средства зборуваме да се работи. Средства за работа. Кога зборуваме за средства, зборуваме од наш аспект, средства за химикали, средства за одење да се презентираат резултатите, средства за млади истражувачи. Мора да има средства за млади истражувачи. Словенија, земете го пример, они имаат млади разисквалци, млади истражувачи кои што се вработени 4 години прават докторат. Државата им го плаќа докторатот и плюс средства за истражување, химикали, инструменти и слично, и патување. Тие кога ќе завршат, после одат во индустрија или се запослуваат на факултетот, меѓутоа, они така создадоа многу здрав кадар. Уште од 2004-2005 кога јас имав еден билатерален проект, они го имаат тоа. Значи во нашата држава не треба многу за наука. Не се повеќе од 100 тима во цел универзитет, да. Не, на цела држава. Да. Зборуваме 100 тима затоа што Па некако го поистоветува. Цела држава автоматски целиот универзитет. Добро, има веќе се јавуваат и во Тетово, и во Битола, и во Штип. Ние соработуваме со колеги. Така. Ние соработуваме со сите, кај што може да се најдеме за одредена идеја. Немаме проблем со тоа. Некој малку ни замерува, меѓутоа. Нормално. Со секој може да соработуваме ако се најдеме на одредена идеја. Немаме проблем со ништо. Тоа е тоа. Затоа и го правам подкастот на некој начин за да се разбијат тие битови, бидејќи често сме обезхрабрени како млади. Мислиме дека нема излез, дека нема решение, дека нема, а всушност колку повеќе тропаш на вратата, толку е посигурно дека ќе ти се отвори. Сакам да кажам, толку се големи можностите, особено сега со отвореното општество, што човек што се труди, особено човек што се труди во инженерски насоки, мислам дека има многу големи можности, што се повеќе се отвара. Можеби не на државно ниво, да, државата не инвестира, но секогаш се отворени можностите за стартап, како што рековте, за некоја предприемачка идеја, за истражување, секогаш има можност. Сакам да кажам, мора да се разбие таа обезхрабреност. Мора секој од нас да ја земе одговорноста на крајот на денот за сопствениот живот. Мора. Да. И мора да бидат активни студентите. Да не малтретираат. Да. Сакам ова, сакам ова. Затоа сте таму. Тогаш има напредок. Не ние да ги молиме. Да.
На вистина е така. На вистина. Оти они знаат ние што имаме. Еве сега го отворивме Fab Lab, Inno Fab Lab на технолошко металуршка. Доаѓаат млади, сакам ова, сакам она, сакам на 3D принтер, сакам нешто друго да ви направите, сакам да научам. Имаме тимови кои што ги менторираме. Сега дојде од едно средно училиште, дојде некоја паметна брава ќе прават. Овие тимови кои што работеа на LazyWave и на Мекатон точки, од машински правеа дизајнирање, моделирање на крилја за авиони. Има млади кои што сакаат да научат нешто ново. И тоа утре они можат да го искористат или за вработување собствено, или за вработување некаде во нашата земја на крајот на денот и во странство. Ние не можеме да ги не за да ги задржиме, треба да направиме услови да ги задржиме. Не можеме да ги затвориме. Тоа што кажа Нина, треба ова и ова, треба да се слушнат што сакаат младите. И ако не може нешто да им се даде, треба да им се објасни докаде се можностите на нашата држава, за да знаат и зошто. А не да се прегјутува. Или да се не може тоа. Да. Ама зошто не може? Тоа не бива така. Секојаш има знаење на ние последните години како сме се развивале. Оти решивме дека ќе направиме лабораторија која што ќе личи барем малку на светските лаборатории. Од која последното одење во странство ми беше 2018 кога бев во Америка и кога се вратив, многу ме прашува зошто не остана. Зошто не остана во Словенија, зошто не во Белгија, зошто не во Америка. Не сакав да останам, ја никош не бев со идеја да останам, меѓутоа бев со идеја да соберам знаење и да се вратам. И овде да го применувам, да работим. Сега тука треба помош. Кина и Турција го направија тоа, ги пуштија и потоа ги вратија и им рекоа: сега вие што технологија знаете, таква и таква. Колку пари ви треба, толку, колку млади истражувачи, толку. И почнуваат. И затоа се они таму кај што се сега. Ние кога ќе го вратиме некој кој што секоја влада заговара, да ги вратиме младите, односно да ги вратиме тие кои што се успешни. Зошто ви се вратат? Ако вие не му го дадете тоа што он го има таму, простор, млади луѓе, пари за истражување, да не се моли, инаку нема зошто би се вратат. Сега ние по други канали успеавме преку други европски и светски проекти да го добиеме тоа што го имаме. И сега сум задоволен. Сега имаме опрема со која што можеме да се пофалиме и со која што можеме нормално да работиме. Не зборуваме ние за не знам каква science fiction. Тоа треба да се направи кај нас. И со тоа младите ќе имаат да го видат тоа што го има во светот. Тоа е многу битно. И да речат: добро, и во Македонија, значи ги има истите работи. И сега после ако има и компанија таква која што ја следи новата технологија, и ако му даде добра плата, зошто би отишол на крај? Оти сум правил муабет. 1500 во Германија е плата и 1000 во Македонија, повеќе вика би седел со 1000 во Македонија. И ако 1000 веќе не се многу, ама не се, ама зборуваме споредба. И таму има други издатоци, а дома сме дома, нели? Да. И ние не можеме да ги достигнеме платите на Европа и на Америка. Меѓутоа треба да бидат, како се вика, треба луѓето да бидат задоволни со тоа што. Сообразно. Така е. Како функционира студентската организација на факултетот? Јас не можам да зборувам за ова, не сум толку позната. Јас многу доцна, како студент, разбрав за тоа што се можат студентите, какви се можности имаат на факултетот, какви се права имаат. Така да мислам дека повеќе професори може да го прашаме, зашто јас навистина не сум. Јас бев млад студент. Меѓутоа, добро, јас сум и во управата на факултетот, меѓутоа отприлика знам нешто затоа што до сега председател беше наша колешка од нашата насока, сега е друга насока. Мислам дека се добро организирани во проектот. Мислам дека се добро. Последните години, кога се смени законот, мислам дека се оставени на страна, многу ги помагаме, аплицираат на некои проекти
и науки, меѓутоа и во некои други странски фондови, знам дека доста деканатот им помагаше, им отвори специјален и простор кој што го премија за нив, така да мислам дека се ангажирани, меѓутоа тие што сакаат, не се сите ангажирани, тоа е нормално. Мислам дека и они треба малку да работат на промоција на таа организација, за другите да сватат дека преку таа организација може да остварат некои цели. Ја знам кога имаше, мислам, ланската или поланската ревија беше нешто преку Сојузот или како е сега, студентско собрание. Беше преку нив, нешто аплицира, па добија пари од УКИМ и така натаму, убаво сето тоа. Меѓутоа, други студенти рекоа, па зошто ние немаме, зошто само овие имаат. Ама преквари. И тогаш знам дека седна и ме објасни, ако вие сакате нешто, треба да имате идеја, треба да аплицирате, треба да кажете и сигурно ќе бидете поддржани. Имаат поддршка од универзитетот, тоа го знам. И тоа е добро. Меѓутоа, треба многу повеќе да бидат ангажирани ако сакаат да добијат поголема поддршка. Треба да имаш што да се поддржи. Па, така ми викаше мојот пријател од Америка, аплицираше? Не, па како ќе добиеш? Тоа е. Треба да прашаш, треба да бараш. Да. Дали мислите дека нешто пропуштивме со разговор? Сигурно нешто сме пропуштивме. Да. Меѓутоа, мислам дека поминав убаво време. Така. Многу ви благодарам за поканата. И во секоја прилика ние сме тука, може да разговараме. Ако имате можности, може и да не посетите. Така. Може и да снимате да видите што правиме. Не отворивме за другите насоки, меѓутоа ги кажавме кои се за другите институти. Меѓутоа сигурно има колеги кои што би биле расположени да зборуваат за нивните активности. Затоа што колку повеќе ние зборуваме и кажуваме што имаме, тоа е подобро. И кажав, луѓето не знаат многу за технолошко-металуршкиот факултет и за можности. За жал. Тоа е наш пропуст, не е на некој друг. Ама мора да ги користиме ваквите можности, канали, се што можеме за да објасниме и да им кажеме на младите што имаме, што поседуваме, што можеме и што они можат после нашиот факултет. Ви благодарам. Ви благодарам и вас, се надам дека ова ќе го користи на оно што треба, ќе ви користи и вам како факултет. Јас уживам во разговорот, да дознам и нови работи. Ви благодарам. Хвала.